Американскиот државен секретар Блинкен отпатува во Бразил на средба со министрите за надворешни од групата Г20. Во живо во дневникот го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, што е во агендата на состанокот? Добро вечер од Вашингтон. На состанокот во Бразил се очекува да доминираат темите за војните во Украина и во Газа. Блинкен денеска ќе се сретне и со бразилскиот председател Луис Инасио Лула да Силва, чии ставови за конфликтите се разликуваат од оние на администрацијата на Бајден. При посетата на Етиопија во неделата, бразилскиот председател изјави дека тоа што се случува во појасот Газа не е војна, туку е геноцид и додаде дека не се војува војници против војници, туку е војна меѓу високо подготвена армија и жени и деца. На оваа изјава реагира од Стејт департментот. Портпаролот Метју Милер рече дека администрацијата на Бајден не се согласува со коментарите на Лула. Милер вели дека САД не веруваат дека е извршен геноцид во Газа и дека сакаат што е можно поскоро да заврши конфликтот и да се зголеми хуманитарната помош за невините цивили. Мартин, тоа е голема разлика во ставовите. Има ли други реакции пред нивната средба? Интересно е што поранешниот бразилски амбасадор во САД Рубенс Барбароса се огласи за ова. Вели Бразил мора да признае дека нема моќ врз надворешната политика и наместо тоа треба повеќе да се сконцентрира на прашање од областите на животната средина, безбедноста на храната и во енергетиката. Барбароса вели дека не знае, например, зошто Лула молчи за политичката ситуација во соседна Венецуела, што веројатно ќе биде тема на дискусија на Блинкен за време на состанокот на министрите за надворешни работи на групата 20 во Рио де Женеиро и неговата посета во петок на Аргентина. На почетокот од оваа недела, владата и опозицијата на Венецуела се состанаа во Каракас за да разговараат за нивните различни ставови за притворањето на истакнат адвокат за човекови права и за договор да работат за слободни и фер председателски избори оваа година. Во пресрет на состанокот на министрите за надворешни работи на Г20, високиот бразилски дипломат рече дека конфликтите широм светот го достигнале нивото на студената војна и дека глобалните лидери треба да го прилагодат меѓународниот систем за да спречат нови конфликти. Во тој контекст може да на средбата на Блинкен во Аргентина со председателот Хавиер Милеј, кој е верен поддржувач на Израел. Но за тоа ќе видиме. Студио?